Дејан, добро утро. Добро утро, Саша. Со Дејан се разбира, разговараме за меѓународната политика. Дејане, ова што се случи изминативе деноноќи, едно-две, е просто не памтам наназад многу години, ако имало и такви ситуации пред тоа. Не памтам во аналите на меѓународната политика, односи на меѓународната авиација, да една држава заплени практично, одземе авион, го спушти кај себе, приведе неколку лица од авионот и потоа го пушти да лета на траекторија која воопшто и не ја вклучува, се разбира, говориме за Белорусија, се разбира за Лукашенко. Може ли малку повеќе детали какви се реакциите на тој огромен скандал? Практично се работи за спуштање принудно на авион кој од Атина летал за Литванија, за главниот град на Литванија, каде во белорускиот воздушен простор бил принуден авионот на Ryanair да слета во Минск. Според едната официјална информација е дека пилотот наводно добил електронска закана од Хамас, дека има поставена бомба и принудно се слетал баш токму во Минск. Од друга страна, повеќе од јасно е дека белоруските власти принудно го слетале овој патнички авион со цел да го уапсат едниот од патниците на авионот кој од Атина летал за Рига, практично Роман Протасевич, кој е блогер и новинар, опозиционер блогер и новинар белоруски, кој иако не е протеран, живееше на некој начин во екзил и кој преку својот сајт, опозиционен сајт Nexta сајт се нарекува Nexta.com, минатата година беше еден од главните медиумски двигатели на оние опозициони протести на улиците, односно оние опозициони вести против обвинувањата на, ќе кажам, вечниот председател на Белорусија Александар Лукашенко дека направил изборна победа и дека повторно бил избран за председател. Тој како опозиционен новинар живееше на некој начин на релација Атина, западните држави, но и овие прибалтички држави како што се Литванија, Летонија и Естонија, кои се прозападни, но еве во воздушниот простор не се покажа дека не е сигурен, па дури и таму беше на некој начин авионот во кој патуваше со белоруски ловци, борбени авиони, беше принудно слетан, авионот седеше неколку часа, тој беше уапсен, изваден од авионот, уапсен се наоѓа во затвор и потоа му беше дозволено на Ryanair да одлета од Минск. Официјалната информација на Минск е дека пилотот сам слетал поради закана од Хамас, електронска закана дека има бомба, но не се објаснува зошто кога веќе слетал тие па случајно го виделе, па ајде кога веќе тука и да го апсиме, што предизвика огромен бран на незадоволство. Ќе потсетам, се работи за новинар, нешто што ми се чини на некој начин оценето и како државен тероризам. Европската унија најави воведување санкции, Соединетите американски држави го осудија потегот, но нормално, за разлика од нив, Москва соопшти дека се што е направено во склад со процедурите, дека Белорусија направила се што требало бидејќи имала закана од тероризам, алудирајќи на онаа варијанта дека Хамас пратил електронска порака со бомба. Од друга страна, апсењето на Роман Протасевич го толкува како опит на белоруските власти да истражат обвинувањата за него, дека тој наводно стои зад оние насилства, бидејќи преку својот блог со лажни вести ги натерал луѓето да излезат на улиците и да протестираат против актуелниот председател Лукашенко. Само пред крај сакам да кажам дека она што е ново и најново е дека Лукашенко подпиша нов закон со големи ограничувања на медиумите во државата, а тој подразбира дека медиумите не смеат да известуваат од настани, дека новинарите не смеат да видат на самиот настан каде што се протестите и доколку се најдат таму не смеат позитивно да известуваат за демонстрантите кои сакаат да гурнат актуелниот режим. На ова му претходеше минато неделниот влез на белоруската полиција во Тут Јут, на така наречениот исто така опозиционен сајт во Минск, каде што беа уапсени речиси сите новинари и кои се уште се наоѓаат во притвор. Значи, едно би рекол
морам слободно да кажам, режимско заќутување или замолкнување на медиумите, а според моја лична оценка ми се чини дека геостратешката борба меѓу Русија и Западот наместо Украина сега некако се прекршува врз грбот на Минск. Она што исто така ново и што се случи како инцидент е провокацијата во Летонија, имено во Рига, се одвива некаква хокеарски надпревар на репрезентација од неколку држави во светот, каде што синоќа според обвинувањата на Минск, градоначалникот на Рига и неговите приврзаници го тргнале државното знаме на Белорусија и поставено е опозиционото белоруско знаме, поради што од утринава Лукашенко ги протера дипломатите на Летонија. Морам да кажам дека се случуваат со некаква необична брзина разни настани околу Белорусија. Нема никакво сомневање дека се работи за диктатор кој што ќе се додржи на својата позиција по цена да апси, да затвора, па и пострашни работи да прави, се плашам. И дека, иако првичната реакција на Москва беше дека таа се согласува со меѓународна истрага околу случувањата со авионот на Ryanair, очигледно дека тие мислеле на истрага која што ќе потврди дека Лукашенко е во право што го симнал авионот, што е инаку оценето за акт на меѓународна модерна пиратерија, каква што веројатно во средниот век не се случувало по светските мориња, да на тој начин со борбени авиони биде цивилен воздухоплов кој дури не лета, само прелетува врз Белорусија, да биде симнат и потоа. Мислам дека и девојката Протасов исто така уапсена, која се наоѓа. Истековата девојка, да, бидејќи се работи за млад новинар, тој има околу 25 или 26 години, колку што успеав да видам. Тој и девојка му се во притвор или во затвор. Сега, околу Русија. Русија во почеток така реагираше, но сега оценката на Захарова, портпаролката на Министерството за надворешни работи на Русија, дека се работи за една негативна координирана реакција на Европската унија, НАТО и САД, во смисол на тоа дека белоруските власти прават се што е во нивна надлежност, нели, да ја заштитат државата од некаков си тероризам, а од друга страна и се воведуваат санкции на Белорусија со цел, нели, да се принуди самата Москва, нели, да реагира. Но она сашто што мене ме потсети кога веќе рече за пиратеријата, ме потсети на 70-тите години на минатиот век и ти и јас се сеќаваме, иако јас можеби многу малку, но по извештаите, дека нешто слично ќе го поврземе сега Палестина, дека тогашниот лидер на Палестинската ослободителна организација Јасер Арафат и неговите приврзаници многу пати овака киднапира авиони и слетува во некои африкански муслимански држави каде бараа откуп, така да овој на некој начин ова симнување на авионот ме потсети на таа една, би рекол, сега слободно можам да кажам малку и како државен тероризам, ако се земе во предвид дека, нели, патници на еден патнички авион на Ryanair кои патувале од една до друга дестинација, некако како да биле 6 или 7 часа заложници во една суверена и независна држава каква што е Белорусија. Ќе видиме што ќе се случи во наредниот период, но овие нови закони кои од утринава во Белорусија се воведени од страна на претседателот Лукашенко, ќе потсетам дека неовластени масовни настани во живо не смеат да снимат медиумите, не смеат да пренесуваат извештаи од протести на опозицијата, дека новинарите не смеат да бидат на лице место, како да им се одзема самата суштина на новинарите и новинарството да ја работат својата работа, па некако ќе ме потсети на некои минати времења до 80-тите години на минатиот век, кога ќе има само една, нели, државна телевизија, еден државен весник и сега со новиве технологии веројатно еден или два државни портали, а се тоа друго ќе биде укинато. Не е тоа така едноставен претежик како што можеби Лукашенко го замислува, но денеска не е, да. Не треба да се подценува решеноста на диктаторите да останат на власт, па макар тоа се случува и во Европа. Дејан Андоновиќ, благодарам за овој меѓународен утрински брифинг.